Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ово утро имаме на малку поинаква емисија. Ово утро нема како во насловот да расветлуваме убиство, нели Ивица? Не знам. Па добро, ја гледав некој тизер, трајлер, шо е тоа чудо, каде што некој го убиваат таму пред некој хотел. Е сега, како изгледа тоа? Што се случува? Во Како Скопје? се случува? Во Скопје. Вечер е промоцијата во Синеплекс. Да. Станува збор за филмот Бистра вода, односно серијата, да. единствената крими серија во Македонија. Досега, колку што знам, не е снимана крими серија. Имаше една на почеток на 90-тите, ама уште не ми текна како се вика, може гостинот ке ни каже. Овакво, а инаку режисер на таа представа е човекот кој што ети многу сакаме, освен моментите кои не ни доаѓа да го фрлиме низ прозор. Тоа е Јани Бојаджи, така ли беше? Вечер, да. Утринава имаме еден што го сакаме и што не сакаме да го фрламе низ прозор. Види, добро, не мора низ прозор. Сега, има и други места. Имаш врата, джам, уствари джаме и прозор исто, джаме прозор на Кавадарецки. Да, ма, окей. Али во континер не го фрламе. Затоа што има уште многу што да... Зависи колку знае да не наљути, знаеш. Има уште многу што да твори. Гледаме дека е добар творец. Нашиот гостин беше зафатен со полнење на неговата електронска цигара. Добро утро за Александар Микич, актер и инспектор во оваа серија кој ќе расветлува убиства, криминали и така натаму. Да. Добро утро. Микич, ова со електронските цигари се смени бе веќе и перцепција за цигари. Све е дигитализирано. Се е дигитализирано, така да и цигарите си имаат, ова малце постар тип, иначе си имаат све со се екранче на екранче, си гледаш YouTube, играш игрица на неја. Више, отиде свето во една... Отиде свето во една... Се сеќавам на една реплика, не знам од кој филм беше на овој, како се викаше, на Пеџа татко му? Петар Арсовски, Исто да, се вика, исто се вика, да. На Петар Арсовски, каде што мисли дека отвара паштета, ствари има кокаин внатре, вика, шо е бе ова, вика и паштети управ прават, вика, млеко управ, паштети управ, уште малци и луѓе во прав. Ке прават, ама после изгледа електронски луѓе ке прават, као електронски Више цигари. постојат електронски, така, како се вика, тие Чат андроиди. GPT. Андроиди, да. Микиш инспектор. Обично ти си актер кој знае по-комични улоги да донесе. Знаеш сериозни улоги. Сме те гледали во сериозни улоги, но зошто инспектор? Па тоа ќе си го прашаш тој што правил кастинг, така ли е? Вајда ме видел таму. За овој низ прозор што ќе го фрла. Пошто знаеш, има стереотипи за полицајци, ради тоа. Па види, добар глумец би требало да може се да одигра, без разлика и жанровски, и фаховски, значи мене беше на почеток на кариера ми вика дека треба да си го најдам фахот и таму да царувам, а ја не сакав тоа да го направам. Напротив, сакав колку што е можно да имам поширока палета на ликови што би можел да ги направам и за тоа се борев цел живот, за да не ме стават само во еден кош и Да те стереотипизираат, точно. така да, се надевам дека ќе изиграм уште доста поразлични улоги.
Која е поентата, кој е следот на филмот? Сега не смееме многу тизери да Види, откриваме. да, не сме, секогаш е... Спойлери, како се викаат. Неблагодарно кој ќе те викнат на промоција на нешто да правиш, а ти не смееш да збориш за да не откриваш, за да биде интересно, целата работа. Истото ми се случуваше и пред 2-3 месеци со Кајмак, еве се истото и со Бистра вода. Значи, Бистра вода е серија, криминалистичка серија, која така се рекламира као криминалистичка серија, али ја би ставил уште неколку жанра внатре. Пред се е урбана серија, ќе го видиме Скопје во неговото вистинско светло. Денешно, така. Денешно време. Се случува поводот за целата приказка што се раскажува е тоа убиство кое се случува на отварање на еден нов хотел. И полека се одмрсува целото клопче, а доста е заплеткано клопчето со волница, со се што треба. Да, значи има многу работи кои Ја разбрав и трилер има малце моменти, па дури она како викат еве секако тебе ќе почнем и јас со тие англицизмите historical fiction, така и како да е тоа историска фантастика. Може ли Владо? Ја, значи, повеќе би го сместил во жанрот фантастика, така, отколку во нешто друго. Ја си го поставувам прашањето, може ли Владо Јовановски да глуми у филма, тоа да не е историска фантастика, само од себе. Они во реалноста знаат такви да езика. Они во реалноста е своевидна историска фантастика. Но, прашање за тебе, тоа можеме да душе да откриеме, така? Негативец си овој пат? Не сум негативец. Не си. Не. Значи, ја дури би кажал дека најпозитивниот лик сум. И во тоа друштво. Иако жандариве баш не се многу позитивни во Македонија. За мојот лик е интересното е што, како што знаеме у нашата земја, многу случаи, афери, било што се случуваат, се заташкува, некако ќе букне одеднаш некој огин, тука ќе се збори, ќе се прави, ќе дојдат пожарникарите, ќе шприцнат 2-3 пати со тие тубите за гасење, ќе бутнат тоа под тепих и чао, пријатно, за 5 дена више никој ништо не збори за целата работа, значи се заташкува, се прави. Идејата на ова приказна е, значи, случајот му го даваат на инспектор Стамен, така ми се вика ликот, со цел да не се реши случајот, туку така да се пројде, да се заташка. Он има помошник, млада инспекторка која што туку завршила школа и неискусна, ама желна да научи, и така да нивниот спој прави да тргне таа работа. Стамен е таков која ќе загриза, не пушта и открива работи кои не би требало да се откријат и наоѓа начин како тоа да го расветли. Значи, ова е интересно, очигледно Македонија добар жандар само на филм може да видиме. Не е така. Се мора пак сега. Не, ова се шегувам, да. Поздрав до сите полициски службеници кои достоинствено и честно си ја вршат работата, особено ние мене што ме сопираат. Кој ќе ме Абе, целата безбедност во градот почива на нив, за на оние плати, така што фала им. Да, реално многу ниски плати. Но, ајде да влеземе, значи, како во Македонија се е наопаку, еве, разбравме дека ова е прва во историјата приватно исфинансирана целосна серија? Види, ја не знам са финансиите како идат, што идат. Не е моје со тоа да се бавам и такви работи. Ја колку што знам, ова го прави фактички продукција е на ТВ Алфа и на продукцијава, како се викаше,
овакво. Значи, направена е со собствени средства и е, мисламе, своевиден херојски потват, бидејќи сите телевизии реално добиваат средства за играна програма, а никој не ја реализира. А ја нема. Па не, тука се, знаеш како, ние сме мајстори да најдеме дупки во законот, така? Значи, ако може да пројде како играна програма, 2 фотели, 1 тросет у студио, онда е тоа играна програма. Ако може да пројде синхронизација на турска серија како играна програма, онда е тоа играна програма. Они се чисти пред законот, а со... Работиш уште над синхронизација? Ако има потреба, работам, да, зашто да не? Од тоа се... мислам сега... Да, вие честно си го заработувате идејата ми беше дека Алфа се дрзна да тие средства што реално ги потроши на нешто што е серија. Реален продукт. Што е реален продукт, што е стварно играна програма и успеа да го направи тоа. Се надевам дека тоа ќе биде потик и за другите да застанат и да кажат дај да правиме луѓе да не се зафркаваме. А има потреба. Сега често зборуваме со Љупчо и со нашите гости, посебно од твојата сфера која доаѓаат, кога има гледаност нели на турски серии, хрватски серии, американски серии, сигурно е дека домашните серии ќе најдат на плодно тло. Ама како не? Се на оваа култура, на како не? Значи, нашата публика е желна да види наши луѓе. Така е. Значи, мислам дека и на почетокот кога почна пред X години А1 тогаш нели постоеше телевизијата, каде што почна првите тие синхронизации на, ко добро се сеќавам, Шехерезад беше или тоа. Или Галисијата паѓа, што беше така нешто. Не е битно. Мислам дека меѓу првите тие, не е ни важно. Сакам да кажам дека луѓето им беше убаво да слушаат на македонски јазик на телевизија. А зашто и да не гледаат? Например, имаше една златна година кога игравме, кога се направија многу серии у исто време, у иста година. Значи, тогаш се направи, се снимаше Преспав, се снимаше Фамилија Марковски, се снимаше Инсайдер, се снимаше На терапија и мислам дека уште една... Ама тоа бе повеќе ситком серии, освен... Не се тоа ситком, Марковски не е ситком. Да, Марковски беше... Инсайдер не е ситком, На терапија не е ситком, така, значи, од сите овие само Преспав е ситком. Ама и најпопуларна. Ситком си е ситком, така, значи, само... Да, Френдс до денеска, нели, пријатели... Еве, ја баш пред некој ден гледа Френдс, убаво е да ги видиш. И после толку години се пак актуелни. Во однос на продукцијата, нели, на сериите, да, се сеќавам на таа ренесанса која беше пред само неколку години, но наеднаш некако згасна. Не наеднаш. Букна и згасна, како да ти кажам. Сите ние се израдувавме дека конечно почна кај нас да се работи, да се снима, а ја викав само да не биде после X години да викаме витекно и на таа година која се снима 5-6 серии у една година. Ете, тоа и се случи. Овде Љупчо некаде уште на овие простори што дури ето 1909 сетака некоја година, па ја памтиме вака. Да, не, генерално така сме... Тоа е нашата историска фантастика. Тоа е нашата историска фантастика. Овој проект е прилично ентузијастички направен. Во претходните простори на нашето радио се снимаа, нели, дел од епизодите и баш тоа приметив колку ентузијастички работеше целата екипа на Јани Бојаджи и на општо продукцијата, актерската екипа и така натаму. Предпоставувам не видовте некоја голема пара како тим. Па не, реално скромно беше се, ама ете се направи. А вака кога ќе видиш на трајлер многу скапо изгледа. Да, значи продуктот е една работа. Серијата беше правена со 10-кувана екипа.
Значи, реално на секој сектор фалеа луѓе. Зато, ама тоа не се осеќаше. А Микиш, нормално е кога имаме продукција у Македонија на секој чекор да фали нешто или? Не. Веројатно буџетот и скромните принудил, средства ги принудил да се повеќе сектори у еден да се спојат, ама филмот и продукцијата не трпеше ради тоа. Тоа сакам да кажам дека сите си ја работеа работата максимално посветено и професионално. Значи сега прашањето од тебе, колку ќе гледаме епизоди? Па, ја колку што знам, тргнавме скромно со 10 епизоди, ама ќе бидат повеќе. Значи можно да имаме и сиквел, како Да. Втор дел. Па ова е добро, Билипчо. Да, конечно е, ја кога гледам во Србија, да речеме што се случува во Хрватска. Хрватска веќе незамислив стадиум. Серија Да. Кога гледаш што се случува во Бугарија, бе, сега нели у конфликт сме као. Турција не коментира. Пушти бугарите прават исто одлични серии, кога ќе направиш споредба што се прави таму, а што ништо се прави овде, онака се комплексираш како гледач, а можам да замислам како актер колку повеќе се комплексираш. Види, секогаш живееш во надеж дека ќе дое твоето време, дека ќе се снимаат и дека ќе биде поубаво. Ете, има изблици на филмчиња се прават, серии, вака, така, некако. Пак ќе кажам, проблемот е што немаме одржливост една. Да, значи немаме кондиција, немаме за да бидеме добри и ние као глумци на филмови, на серии, треба да играме многу почесто. Јасно. А не да биде тоа еднаш у 2, 3, 5 години. Митови, после како беше. Не, тоа го коментираме генерално, еве две работи, стално, еве, ние влеговме во промоција на Бистра вода, ова е, Љупчо се смее, вика, кај нас, нели знае понекогаш да е обратно, комерцијална серија, овака, доброволно ја тоа зборам, викам, ова да беше комерцијална поддршка од наша страна, до сега 50.000 евра ќе им земевме. За банери, ово, ама пошто реално било кој да сака да продукт, било што да сака да се рекламира во медиум и да добие волкава за стапеност во еден медиум, треба да ни плати толку. Генерално вака, која ќе ставиш за банери, за емисии, за кратки видеа, за ова зона, цената е таа, но проблемот, знаеш кај? Проблемот е што и ние имаме порив да го промовираме ова за без пари, затоа што стварно нема. Знаеш, сакаме да викаме, се надеваме би исто како вие, викате, слушај сега ова, ако има втор дел, може ќе дадат бољи хонорари. Ние викаме, ако има втор дел, може ќе направат пари, па ќе пуштат и за маркетинг нешто, може ќе... Мада мислам дека ќе не забораат, ќе отидат на друго место. Видим ќе отидат во регионот, кај да знаеме. Дај Боже, знаеш што зборуваме. Ентузијазмот е се присутен. Ама и така треба да биде. Реално така треба да биде, затоа што не можеш ти комерцијално да земеш пари за рекламирање и промоција на еден производ, без разлика дали е тоа филм, серија или таква работа, која едва и се направила и сега ти уште толку да го испокасапиш овакво, а луѓето, значи да се вложи толку труд, толку напор, толку љубов и се за да излезе еден продукт, а никој да не го види затоа што не бил доволно промовиран. Значи тоа е некако... Точно. А не знам дали ги слушаш со мене, мислам дека проблемот генерално не дека нема инфраструктура кај нас еве. Со Љупчо често зборуваме, Скопје има културен живот, генерално и Македонија, комерцијално, кое што не го заслужува во смисла на број на театри едно друго. Ако тргнеме комерцијално, дали ќе можеме ова да го држиме? Тешко. Значи инфраструктурата е тука. Проблемот е веројатно што не се навикнуваме на овие нови услови пазарни и настапанисување. Фали една организација тоа да го стегне, да го врами некако, да го понуди како продукт. И потоа веројатно што велиш ти ќе се откочи, ќе тргне. Една серија, втора, трета, значи ние грабиме кон ново време, така, значи грабиме кон Европа, сите сакаме
да идеме натаму, да направиме, ама на хартија и вака умува Вербално, бе, така. декларативно, така е, да. Значи, кој иде у Европа со вакви плати? Никој не иде у Европа со вакви хонорари, ова... Јасно. Сакам да ти кажам дека на сите се делува уште по некој Инерција. бајат системот пред 40-50 години, значи уште од пред осамостојување, значи уште мајндсетот е таков, а ти декларативно одиш секаде и си широк и си овакво. А не може така, значи мора ти да ги направиш. Значи, ќе се направи некоја представа, ќе кошта не знам, илјадници евра, така, никој жив нема да ја види. Така, или нема, и никој не сносува ни одговорност, ни папаламаца готово, ајде, тоа е државно. Не е така. А парите отишле. Така, значи не е така, се тоа уште сме мора да... Со самоуправна логика. Така, тоа сакам да кажам. Кога треба, кога не треба, онда не треба, ме сваќаш, значи... Па добре, и критиката мал се потврла у последно време, морам да ви... Све извонредно. Види, de gustibus non disputabo. Добро, така, значи, многу е тешко и немерливо е ова нашето, така, значи нешто за тебе може да е врв, а за некој може да не е врв, односно да е дно. Публиката е таа што... Така е, значи, театар не може да постои без глумци и без публика. Тоа е единото меродавно нешто што обстојува со илјадници години. Така, костимографија може и поевтина да е, може и да нема многу ротација. Може и да ја нема. Да. Така, значи, може и од дома како да отидете значи, да на времето правевме една представа, испадна хит голем, ама исто така, значи без буџет, без ништо. Се викаше Перверзија, игравме у драмски, ја бев уште млад, згоден у тоа време. Сега си зрел и згоден. Да. Добро. Сега сум помлад. Не се, сакам да кажам дека у еден момент тој жар, тој ентузијазам за представата полека гаснеше кога се соочивме со фактот дека никој не ти дава пари да, знаеш, ти не му ги бараш, не му ги просиш, ќе му ставиш банери ваму, ќе го има на плакати, ќе го кажуваш по радија, по телевизија, ќе едноставно тешко беше. И тогаш режисерот не собра и кажа, вика, ние имаме прекрасна представа, вика. Ако вие стварно сте добри и имате што да се кажете меѓу себе и добро го правите, тоа публика ќе доаѓа да ве гледа и без сценографија, и без костими, и факт беше тоа. Ние игравме со закрпена сценографија, нешто најдено од фундус, некои практикабли наредени, ништо спектакуларно. Но публика да ве прими. Костими имавме еден, како се најде еден бутик ни дае нешто од дома, ама ја изигравме 100 пати представата, беше на карта више, не се продаваше организирано, него се продаваше на каса, така да факт е тоа дека треба публика и глумци. И публиката е мерка, ако ти немаш публика на представи, немаш представа, така. Така. Микич, имаш ти сега нормално неблагодарно е да зборуваме само за овој проект. Ти имаш богата и актуелна, нели, кариера. Кајмак, филмот на Милчо Манчевски, еве гледам по светски фестивали, проаѓа, се промовира. Тоа е проект кој заврши, како сте задоволни од него? Јас сум супер задоволен од Кајмак. Многу ми е кејф што бев дел од тој филм. Еве сега, утре патувам за Белград, на фест ќе биде прикажан. Да. Конкуренција или вон? Не знам да не ти кажам. Не, можно ќе биде прикажан, сега да кажеш. Ќе се промовира таму и после ќе иде во кино, на кино прикажување таму. Некаде на средина на месецот
и во Софија на фестивалот ќе одиме со кајмак, треба да иде и во Порто и во Италија. Исто се ќе се случува овој месец со кајмак, така да еве почна да живее и по надвор од нашава земја. Ако идеш во Порто, едно Порто да ни донесеш вака, знаеш, ке Ако ви треба дај Боже, дај Боже. Ако ви треба преведувач да ви го пратиме затоа што збори португалски, нема. Ако ви треба преведувач, ние да се понудиме како радио. Имаме. Ајде одиме сега. Главно прашање тема е се вративте ли во кондиција после короната како глумци, како театар, или уште сме Види, уште не сме до кај што треба да сме? одржавав кондиција и за време на Како? корона. Ако не е тајна? По дома си глумеш. Не, не. По дома сите глумиме ги Ја спомна преска Торонто Експрес, таа е направена во време на корона. Да. Затоа што нели тогаш требаше да се прават представи со помалку луѓе, по можност монодрами или дуодрами. Да, заради Да, правилата. заради правилата на што ги наметна пандемијата. И ете си работев, играв у сите камерни представи мои се играа у време на короната, значи не со тоа темпо као сега или као претходно, ама се игра, значи игравме и Кец на десетка, и Не се клади на енглези, не знам уште која ми е покамерна, еве Торонто Експрес, така да ја си одржавав, играв цело време и за време на короната. Торонто Експрес е, морам да кажам, ја често знам да одам во театар. Омилен ми е театар комедија, иако именото знае извонредни представи да извади, но театар комедија некако ми е што знам, добра екипа има. Валјда не дека кај вас нема добра екипа, некако представите начинот на прикажување и така Абе, натаму. комедија си сакаш Поштен комедија, да. Да. Макар што имаме ние добри комедии. Да, сега тоа сакам да кажам. Торонто Експрес го гледав во МНТ и можам да ти кажам дека во изминатите неколку години тоа е веројатно најдобрата комедија која Како сум беше ја за гледал. вкусовите, Фала ти, вака е Како многу беше за добро. вкусови? Ја не сум ја гледал, морам да бидам искрен, иако текстот горе-долу го знам што бил инспирација, не горе-долу сум го прочитал. Сакам да прашам, има интерес од диаспорава да го види, да се види себе си во огледало? Има, значи, Веканат најинтересно. на турнеја или Сега за сега Инцидент, наверно. не сме биле никаде Да, надвор, ама се надевам дека ќе идеме. Ете, со Зов правевме муабет, има најави да идеме за Малта, дај Боже Канада и Америка да отидеме, Австралија, би тоа е требало Австралија, мислам дека и у Шведска. Шведска, Германија, точно тие што се. Убавината на таа представа е што ќе отидете таму, што е ова, не ни знаете, случајно, како што отидов јас, ќе го изгледате, ќе се утепате од смеење, дури го гледате и на крај ќе излезете тажен и замислен. Случајно, смешно, кога има се. Значи, буквално ќе ги уште секс фали за сите можни емоции да ги доживеете на светот. Ако е како книгата која што истовремено еден комичен начин покажува и сјајот и бедата и на диаспората и на матицата. Види, Зашто ја е поетата можам, направена? не ми е проблем да откријам Ајде. дел од Торонто Експрес, значи, што е приказната? На времето ја читав Тивам Штрко, така Да. му се викаше оригиналната книга. Ми остаи доста впечаток, уживав, се смеев, дори ја читав и добив порив некако да ја преточам на сцена. Со Зов направивме муабет, Ептен се израдува, ама некако целиот мој ангажман не ми даде време да и се посветам. Среќа кога дојде коронава и беше овакво, стана прилика да се направи тоа. Тогаш се судривме со една работа која е нормална, а тоа е дека она што го читаш не е исто На сцена. дека тоа сака сериозна и длабока работа. Со Јоцо, со Јордан Симонов, кој го режираше ова, седнавме и
доста вадевме од книгата што Вие треба, двајца го што треба. преработувавте текстот? Да, и после на крај од кога ги извадивме сите пасоси како ова, она седнав ја дома и тоа го срочив у 90% од она што се гледа, после уште пак заедно работевме нели и на интерпретација и на текстот и излезе крајниот продукт, така да фактички Тивам Штркот, односно сега Торонто Експрес, новата книга на Зов, што ја направи под Тивам Штркот, само е апдейтирана со уште 33% повеќе материјал внутра. Разликата е во тоа што, например, мојот лик не постои во книгата. Тоа е Божо вампир. Да. Не постои ни жената на Божо вампир, Вале, нити синот Климе, Ни кој Шурата. Шурата постои, значи тоа е Митра е стрелата, односно баџото, не Шурата. Баџото, Да. Митра е стрелата е фактички главниот лик кај Зов, а кај нас е спореден лик кој е му помага за да се снајде во Канада и такви работи. Така да идејата на целиот текст, на целата представа беше дека тој Митре Стрелата, баџото на Божо вампир, прави презентации преку фирмата Торонто Експрес, која посредува иселенички визи за Канада. Значи, доаѓаат еден куп народ, он им презентира за Канада, на крај им собира по 2-3 долари трошкови за виза и им средува да патуваат за Канада, за да се селат. Арно, ама фаќа корона човекот и го пушта својот баџо кој е шофер на камион. Врска нема, во Канада, кој врска нема, што треба да каже, како треба да каже, како да ги има еден PowerPoint презентација и стиска, ќе прочите и нешто збори. Ама меѓу време му рикна и тоа. А втората работа што е многу важна у целата приказка е дека тој лик е уствари заљубен у Македонија. Патриот. Значи, да, патриот, он покејф на жената Вале го е отишол у Канада за да и удоволи. Иначе неки и све што му се дешава таму, значи кога се збори за Канада просто не ти се верува каква држава е тоа. Да. Затоа што таму е све толку средено, све е толку ставено под конец, значи, кога ќе отидеш во таква земја со македонски мајндсет у главата, све ти е чудно и страшно, значи, едноставно, работите кои тука ние ги взимаме здраво за готово, таму не важат, напротив, те казнуваат за тоа. Така да, има... Многу претерано интересно и на крај пораката е дека ако се иселиме, никогаш нема да се чувствуваме како да сме тука, така што подобро ова место да го направиме да личи поише на Канада. Не би се сложил со тебе, али да дозволиме на гледачите да си фатат свој порек. Секој може да си фати свој. Поентата е дека Божо вампир кога ќе дојде тука у Македонија, има еден дел, значи, да, више станат канаджанец. 90% збори за Канада, така и за благодетите, односно низ негова призма неблагодетите на Канада, така сваќа дека уствари тоа е вистинската вредност, така дека тука една вожња со такси од аеродром до дома така добро ќе го ишамара да свати кој ќе влезе во едносмерна таксистот, вика за ово Канада си иде доживотно затвор. Или некои такви паралели каде што ние на вистина сме за нив. Животни селења. Пред рекламите уште едно прашање, извини, мора да одиме со реклами, но претходно едно прашање. Избегнуваме политика, но еве нашиве слушатели толку ги имаме натренирано и индоктринирано. Има една еден од диаспората пишува како ќе доаѓате во диаспората, ние овде не пиеме масло кога ја играше фамилијата Марковски
која беше против ВМРО, вела тие. Ја ја гледав серија, што имаше против ВМРО СДСМ? Или тоа слободни толкување на гледачи? Види, како да ти кажам, значи 2 сезони имаше Марковски, ја не знам која сезона ја гледал овакво, у 2 различни власти беше, секогаш беше критички настроена према актуелната власт, така да Тоа е роља на уметност, ако не е политички ангажирана и критична. Знаеш, да, толкувањево е интересно, знаеш, кај нас тоа е проблемот. Кај нас секој си го зема само делот што него го тангира. Еве, очигледно нашиот Нема, искрено ти кажам. од диаспорава е, нели, ВМРО-ец, и сега него го тангира тој дел првата сезона. Или веројатно, може слушно која била толкување. против таа власт. види, пак ќе кажам, Фамилија Марковски е една од најдобрите серии направена до сега тука у Македонија. Тоа нескромно го кажувам, тоа си го кажува и гледаноста на серијата. Направена беше по сите стандарди и драматуршки беше одлично направена, глумачки добро направена, режисерски добро направена, значи со сите еден производ кој тогаш кога се појави стварно беше добар и одличен за конзумирање. Дали ти ќе се сложиш со тоа што е таму? Нема да се сложиш. Ова, ја не можам за тоа да ние го направивме. Ти гледај го и заклучи си, така, тоа е више слободна интерпретација. Одиме со краток блок на рекламе, Микич, по кој ќе се вратиме со малку по лични прашања. Спреми одговор на прашањето како е можно да бидеш толку време актуелен глумец, а се уште не си влегол во политика. Одиме со реклама. Дади личен придонес кон поздрава животна средина. Замени само 1/3 од твоите патувања со автомобил пократки од 6 километри со возење велосипед или пешачење и придонеси за намалување на твојот јаглероден отпечаток за близу 4%. Сите заслужуваме почист воздух во нашиот град. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. About who, where, and why. Sometimes I take too much and I just wait to die. Sometimes I want too much, but I've been told the whole world is mine. I wonder what it takes to make me happy. Sometimes I dream about gone by better days. Sometimes I scream about all the things that I can't change. Sometimes
Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, Александар Микич, со вториот дел од нашето утринско интервју, во коему го најавивме прашањето и имаше цела една цигара време да го смисли одговорот. Сите актери во Македонија влегуваат во политика. Зошто Микич не влезе во политика се уште? Не влегуваат сите, можда така личи дека сите, пошто тие што ќе влезат се доста гласни, па мислиме сите, не влегуваат сите, некои си ја тераат работата. Како да ти кажам, театарот секогаш треба, па и филмот и ова, да биде критика на едно општество. Без разлика, таа критика може да биде и позитивна и негативна, али најубаво е да биде објективна критика на едно општество. Така, значи, ако ти си сполитизиран, онда не можеш ни да фатиш реален став околу... Не, само тебе сум кој реков, знаеш, дека ако театарот го не е политички, не мислев како ова кај нас партиско-политички, него баш кој ти што кажа, општествена критика, тоа е политиката, нели? Да. Ако го нема тоа, не е театар, бе, знаеш. Па добро, имаш ти да раскажеш и други приказни, освен општествено точно. корисни приказни. И секогаш приказните што се раскажуваат мора да се интимни приказни. Колку ти сака, ти направи без разлика филм за некоја катастрофа, за еве ова, нема да ги допре толку луѓето, да ќе ги допре и ќе се овакво, ама нема да ги допре ако нема лична приказна. Значи, друго е да кажеш те сакам на девојка кога Титаник тоне, а друго е да кажеш те сакам на у ресторан на овакво, значи друго е значењето. Друго е значењето и на тонењето на Титаник ако потоне без тоа те сакам. Ме разбирате што сакам да кажам, да. Колку ви промени во животниот стандард ова глумциве што влегува во политика? Види, не знам, не се бавам со тоа, си се бавам со мојата работа. Така да не знам како им го промениле стандардот, дали на добро. Не вас како актери на фелата колку ја подобрија. Види, не знам, не би можел да кажам. Пошто ние новинари што влегува во политика, нели, дел се директори, дел и министри, имавме вице-премиери, нешто не ни помогнаа многу. Така што викам да видам кај глумциве како е. Да види Реган цела планета смени. Да, Реган беше актер. Па добро, да, но кога ќе разгледам вака во политиката, кога ги гледаме, сега гледав собрание деновиве, мора професионално, ги имаме тука и како гости и така натам, политичарите ви се сериозна конкуренција вас. Апсолутно. Аби тоа е сцена, значи, и кога ги гледам на телевизија, па тоа говори, па... Тоа сега ќе ти кажам. Значи, сиромашен народ се бави со политика. Богат народ не се бави со политика. Тоа е факт. Значи, се бави само оној момент кога дел од неговиот комфор и комодитет е загрозен и тогаш да се бави. И пак ќе кажам, таму не се бави со политика, туку се бави со синдикални прашања, кои најчесто го тангираат него као индивидуа. Може еден цитат, Рамбо Амадеус вели: национализмот е тема за до 300 евра месечен приход. Национализмот е настинка, така. Да, значи сега тоа Рамбо го гледа низ негова перспектива, на нив им се сервира таа приказна. Кога платата вели ќе надмине 500 евра, тогаш почнува да се збори за гардероба и кафулиња. Кога ќе надмине 1000 евра, топ тема се здравата храна, летувањата и зимувањата. А кога ќе се искачи на повеќе од 3000 евра, тогаш запира секое паламудење. Луѓето тогаш зборуваат за временската прогноза и за љубовта. Сега со оглед на инфлацијата, овие 500 евра се зголемуваат. Имено као што е програмата у Канада, таму само гледаш временска прогноза и карлинг и како храбрите пожарникари го спасиле мачето типи од големата бандера. Да, така. Да, па генерално тоа е дефиницијата на Рамбо. Така, да. Па ја да ти кажам, глобала се сложувам со тоа.
пошто стварно мислам дека и национализмот и бавење на целиот народ, кај нас е проблемот што целиот народ е заразен со политика. Толку сме и поделени, фатени се страни и такви работи, да цело време ние се труиме со политика. Значи, луѓето, шпицови на гледаност на телевизија се вести. Така, значи вести и евентуално некои политички емисии што ги има у етерот. Ако се интересни гостите, па одма се пука тука рейтинг гледаност. Ивица, јас вчера на банкомат бев да проверам нешто, од позади наши фанови не повикува, нели, да сме направиле емисија за ова со нешто албански општини што се правиле за заедници и така натаму. Ја викам, гледај доколку исполитизира народов, на банкомат нарачува теми. Ако де добро де тоа. И ја му реков на господин, викам, дај извади, викам, која имаш нарачка, еве тука Па си. прашај го па Мики што нарачки добива на банкомати секој. Стварно, еве, ние новинарите имаме нарачки, вака од народ, еве, инаку народот го бара Горан Момировски да сме го викнале во коментари тука, да. читам. Вие добивате вака нарачки од Како не луѓе, добиваат? дај земи изглуми ова, направи ова. Па, не. Како беше и глумац? Глумац, за еден вид скажи. Тоа не. Српската. Тоа е таа стара Меѓутоа, полука. види, јасно е зошто се интересни за политиката. Политиката секојаш, види, најслично е политиката со шоу бизнисот. Мора на публиката, Види, вниманието да го ја немам ништо одржиш. против и што наши колеги влагаат у политика, макар што мислам дека прекрасни глумци, режисери и драматурзи, не е битно, ќе влезат у политика и после го баталуваат, ја баталуваат својата вокација и својата професија, што е греота и за браншата, нели? Ама ако се бориш за некое општо добро, тоа можам и да го разберам. Него проблемот е што не ќум да навредам никого и такви работи, ама у голем дел од случаите се работи за лична корист. И тоа не е само од наша бранша, тоа е од сите бранши. Значи никој не влага у политика со За да цел смени нешто. за да направи нешто за народот, така сите се бусаат, ние за народот им е последното нешто што го мислат. Само не сум го прашал да го пренесам овој муабет, ама еве ќе се земам слобода пред околу година и пол на кафе со професорот Владимир Милчин и тој тргна искритикува неколку твои колеги. Нема да ја кажем кои си. Што се нормално кој што кажа, критиката беше многу добра. Липсо не сме ти го кажало. Вика професорот Милчин вели, вика на Гирети, вика не им треба политика, посебно не сега, вика. Одлични глумци се во врв се на своја животна и уметничка кариера. Таа треба да ја довршат. Ама викам професоре, па дали Реган, вика прво Реган беше возрасен, а второ никогаш не беше врвен глумец, вика. Така што вика политиката не му беше за нешто друго. Никога не навредуваме нормално, меѓутоа мислам критикува држи на професорот, не знам. Како не? Не викаме дека не треба да се општествено ангажирани и така натаму, меѓутоа Па ќе кажам, значи постојат и други начини ние да си ги Имате искажеме. вие синдикат? Имаме. И тоа сега е доста добар е синдикатот. Кого се опфаќа? Полутки има тоа кантисирање. Не, напротив, значи ние подпишавме еден многу добар колективен договор кој се сакаат нормално да го руштат, да го нема више. Па ќе видиме сега што ќе биде. Не се само вие, така? Сите работници за културата, не се само вие, или како? Па не се само глумци, тука се и музичари. Мене символ за добар синдикат ми е синдикатот на татко ми на времето на ЕСМ, која ќе доеше пред Нова година пакетчиња за децата, огромни свински полутки, за Великден таму имаше, мислам, кантисирање 2 пати, тоа беше улогата на синдикатот, ама тогаш веројатно сите права ги имале. Еве ти идеја за представа. Ова колективни договори беше. И ние имавме такви, ни носеа од дома
не знам, месна индустрија, срем, ова, она, некои саламчиња, ова, она. Види, не, сега синдикалната борба е тешка и реално се покажува на дело и секој им част на луѓето што се таму, што го водат, што се овакво стварно добра работа направија, се надевам дека ќе останеме. Види, мене она, како да кажем, фактот дека се изборивте, еве, глумец првенец зема повеќе од државен секретар во министерство, за мене тоа е голема работа. И тоа е мало, и се согласуваме за тоа. Меѓутоа, сепак, во рангирањето кој повеќе прави општествено добро, сметам дека првенец на театарот е подобар од државен секретар во било кое министерство. Види, не знам колку зима државен секретар на министерство, нити навлагам му тоа. Ниту ти е потребна информацијата, не е битно. Али знам една работа, например, што сите ја заборавија, а тоа е дека пред 5-6 години кога се дојде на власт, прва работа што направија пратениците беше да се ги дигнат платите. На првата седница. После сите тие превирања, тепања, чуда, едно друго, која се ајде да се ги дигнеме платите. Сакам да ти кажам дека тоа е нормално, ново време. Како беше Господ и брадата, нели? Да, така, нормално, прво за себе, па после за другите, така, ако остане. Знаете, имам читано доста литература на темава, комплексноста, нели, на еден човечки карактер, и сега ќе го поврземе тоа, нели, со да се биде актер. И, генерално да се биде актер треба да се соживеете со сите улоги. Тоа е малку тешко. Сега ти треба да бидеш вампир од Торонто Експрес, а вампир е една комплексна личност, колку и да е едноставен, која има своји таги, своји убави моменти. Следниот ден треба да влезете во улогата на некој сосем друг од не се клази на енглези. Денес треба да Да, денес треба да влезеш веќе Буле, се вика ликот. во улогата на Буле. Ако снимате или ако сте снимале, сте влегли или ќе влезете во улогата на инспекторот од Бистра вода. Да. Па ќе влезете во ликот на Кајмак. Многу од истражувањата велат дека токму поради овој шифт кој го прават актерите и ова соживување, имаат проблеми често со депресија, со анксиозност, затоа што во својот карактер земаат дел од овие карактери кои треба да ги доловат. Тоа е комплексна тема и овакво која би можеле да ја дискутираме едно друго. Веројатно тука ќе ни требаат и некои психијатри, психолози околу целата. Тешко е да се биде актер. Види, како да ти кажам, ако си ја сакаш професијата, онда ја правиш со љубов и со овакво. Ја сум го кажал тоа не еднаш, повеќе пати. Јас сум еден од срекните кој ја работам професијата која би ја работел без пари, јас имам пари за неа, значи која би ја работел само од љубов. Така да, јас сум исполнет, ја си ја сакам својата професија, се давам во неа, во ликовите, улогите што ги правам. Да, има моменти кои се граничат со шизофренија и такви работи што секој ден, ама тоа е и систем на вежби, систем на спремање за да ти точно разграничиш што е фикција, што е театар, кога што е си ова, вампир, што е... кога си Александар. Така, значи тоа е најбитно. На Джек Николсон беше летот над кукавичите гнезда таа улога. Да. Бога ми тука ако не разграничи што е реално, што е. Па не само он има и други. Цел список, да, точно. Така да, мислам дека да, тоа се хендла добро, ама ете може да... Особено за комичарите велат дека се многу депресивни. Па ете, например, мене ме шокира тоа која се самоубил Робин Вилијамс, да. За сите беше шок с нас, точно. Изгледа, човек не само смее. Да, вака ти кога ќе го видиш еден веселјак, еден дури во сериозните човекот си имал сериозни проблеми, болка некоја. Да.
Така што види ова оваа промоција ми се допаѓа, бе. Дај кога ќе направат сиквел, ќе треба пак да ги викнеме. Не види. Ама тогаш види не само сиквел, а тогаш и за други теми ќе збориме. Ја мислам дека среќа што не плаќаат за промоцијата затоа што почнавме со промоција, а еве се движиме кон клиничка психологија. Малце проблематична ни е, но тоа е па они сакаат од една страна промоција, од друга страна забрануваат да се збори детали нели од филмот. Ивица вечер ни стигна покана. Да, абе види, знаеш ли што направи? Види. Јани најави тука беше пред 2 месеца беше Да. Најави и ние види ориентационо. Откоја најави 3 пати се шишаме, 3 пати на хемиско дела носиме овакво. Кали конечно е видна работа. Јас се здебелив. Изличан си, значи спремен. Ја Не, меѓу слушай. време се здебелив сега смокингот, треба да го носам кај Боро да ми го Абе подрасне не, ја малце. мислам ова како во Америка, знаеш, 6 месеци напред ке се најави точен датум, па ништо не се планира во цел град, ето друго. И наједнаш Ама ке нас се вика, малку. еј баце дој у петок. Промоција на не у среда. Промоција на македонски начин. Добро е, бе. А видимо, давно не сме видели вака на црвен тепих промоција, од кога немало на серија? Бога ми, Па не знам што ќе кажам. Серија немало, серија немало, камо ли промоција, бе, добро. Серија немало, камо ли промоција. Да, ама добро, може да ги гледаме па на А што е тоа платформата, што е нешто као Netflix наш? да, Netflix наш. Ама Ајде да видиме што е тоа. кино мое нешто. Така беше. Има во Македонија. Гледам на билборди. Има 2 стартапи такви во Македонија, сега да не им создаваме конкуренција. Едниве се Ако глеј, да е убаво. други еве сега почињаат и така натаму. Јас ставив сега дома Showtime ивица. Можам да ти кажам дека готово, толку. Платформиве за филмови го земаат веќе целиот пазар. Абе видиме, тоа е гледаш и тука треба предлагуваш да зборуваме организација предлагодување. Гледам на Netflix, нели заврши една српска серија, не, филм. Ова е на Бело гриличко. На HBO Max, на HBO Max веќе ги има и српските и хрватски. Една хрватска отиде, хрватски, има и наши. Да? Например, Изцелител беше на HBO Да. и на тоа, како се викаше, Cinemax. Абе дигитализацијата менува. Така, да. Голем дел од нашите актери во српски филмови глумат во последно време. Си имал такви понуди? Сега за сега не. Ама се надевам дека ќе добијам. Би прифатил? Зашто да не? Па, Абе Тони во Србија играше некојаш македонец, Тони Михайловски. го играше нели Ванчо Михајлов го играше А, во добро, нас. знаеш. Јас знаеш зашто мислам зашто те нема тебе во српски филмови се уште, пошто се презиваш Микич, а они сакаат да прикажат дека некој од Македонија доаѓа. А видиме, ренесанса доживеа турскиот театар од Скопје кога почнаа турските серии, затоа што претпоставам тие со нивниве акценти маваат на диалектов од Румелија, што е интересен за тој културен простор. Сабина Ерула покојна направи цела кариера. Како не играат и поише, да, играат. Во Што турски значи, серии, да, си направија. Абе убаво е, зашто убаво е тоа тоа, е зашто да има, не, како богатство се е. викам, глобален е пазарот, така, значи не треба така да размислуваме тесно, локално, затоа што поентата е зашто да не играм било каде кај што ќе ми понудат, ако ми се допаѓа тоа што треба да го играм и е Точно. има некои мотиви кои не можеш да ги одбиеш, онда зашто да не? Да, баш ка види, па и тоа со акцент, Радеше Беџе се утепе играјќи руски негативци, нели по Холивуд и текнаш. Да, Радеше Беџе направи прекрасна кариера, ама Мира мислам Фурлан дека исто таму се му направи, тргна текна. со предождо, така Да. Таму беше како една иницијална капислам. Не дека он претходно имаше направено еден куп филмови, беше легенда на југословенското тогаш, нели, глумиште и на филм. А Така. види уште држи, со него баш коментиравме она Рута Триглав која беше во ноември. Ја само на 2 представи отидов, толку види се, генерално толку понекогаш и времето препон беше драмски, значи сите 5 вечери како што разбор се бараше карта повеќе. Дури и за јазично подрече словенечко се бараше карта
картат повеќе, што значи дека кога има Како таа производ, со превод идеше не бе словенечки? директно словенечки одеше шо. Па ќе разбереш бе Љупчо се, малку бар интелектуален напор, не е тоа толку Не, различен добро, ја јазик, пишувам на знаеш. словенечки, нема проблема. Така што кога има производ, има публика. Апсолутно. Апсолутно. Ја на публика не се жалам, напротив, мислам дека публика сака театар и доаѓа у театар и е многу за пофалба тоа. Тоа значи дека е еден огромен исчекор е направен. Например, се случува да се објави репертоар за тековниот месец и на дел од представите да ги снема картите одма. Значи да што се вика има 2 представи у месецот ставени или 3, а веќе немаш за третата представа карти да купиш, така да публика знае. Да, не, да се ова треба да има алтернативен театар и да се експериментира едно и друго, Апсолутно. али во право си дека тоа не сме да го истрпи буџетот за нели, програмскиот буџет. Да. А се случувало. И се случувало и со такви врсти Види, телефони, никој, политика, една да се друга. разбереме, никој не трга со премисла дека ќе направи Хит, лоша блокбастер, представа или негледлива представа или сите тргаат дека прават нешто значајно, така. Ама публиката е онаа што кажува дали тоа ќе остане и ќе се гледа Дали и вреди тоа или не вреди. Да. Микич, пред самиот крај, следни проекти нови кои ги имате, еве сега, ова е пред промоција, сега ќе тече на телевизија, не знам колку таму месеци, Торонто Експрес, не се клади на енглези, кец на 10-ка, веројатно Тоа се све, да, се тековни постари, проекти, да, постари. ба, Многу проекти. малку премиери има во МНТ, тоа го забележав. Не, си има премиери цело време, значи си работи машината, си тече, еве сега имаше Сите сме птици на Слободан Унковски беше кога пред месец-два. Сега ќе почнат некои нови представи, исто имаше и на мала сцена се направија некои други представи. Така да си тече. За мене ми се малку, мислам дека треба Ја поише. локал патриотски Види, драмски повеќе ми да. е поблиску овакво. Работиш на некој нов проект, Не, на види, некој сега ги обновуваме представите кои не ги игравме у корона, кои беа масивни и големи представи и добри представи, Кои? значени, например, Животот е прекрасен. Не знам дали сте ја гледале. филмот сме го гледале. Не е тоа, ова е друго, ова е работено по еден текст кој се вика Самоубиец, значи не е со Роберто Бенини, ако тоа Да, мислиш. Тој Животот е прекрасен, ова е прекрасна представа, стварно, во режија на Александар Морфов. Многу е, мислам, мене ми е една од омилените представи, треба да дојдете да ја Добро. гледате. Да. Да, еве сега да видам. Да, сега ја обновивме Бесачи, таа е во режија на Јавор Грдев, беше тука ја обновувавме, на Мартин Мекдона е текстот, така На да е. 28 месецов ја има Животот е прекрасен во Македонскиот народен театар. И Вечер сега треба да ја обновиме и Ничија земја. Ничија земја ја имате на 11 месецов во 20 часот и вечерва ја имате Не се клади на енглези во која нашиот гостин од ова утро ќе гостува. Денес напорен ден, Ивица, да не го држиме човекот да си одмори малце представа вечер, пошто Да. Може ка видиме на она како беше па тие твоите енглески термини. ти се на случило after од party кафана може ка видиме директно на представа да отидеш? Не бе кај сериозно. Од бифе. Добро. Али сега неаме бифе последниве, не знам, десетина години, така да. Дебрено е простор, нема место за бифе. Не, имавме еден, од кој е театарот и дали бифето работеше 2 години, 3 толку беше. Еве, ден денес е затворено. А како трае денот пред Зашто е представа? затворено, тоа никој не знае. Со ова да завршиме. Како трае денот пред представа? Ево сега од тука си у радио, од тука идеш дома веројатно. Како изгледа подготовката за вечер ние да те гледаме и да бидеш свеж, расположен и да не биде на сите убаво. Види, за секоја представа различен систем, неам унифициран да кажеме дека денес Сега станувам, медитирам, ова правимо, направо. Не, напротив, гледам
да го вратам филмот на процесот кога сум ја спремал представата, каков ми бил, шо ми бил, такви работи. Значи, за жал не можеме ние така да, денеска станувам и сум буле и ќе го живеам целиот ден до вечер како буле у некоја имагинарна стварност, така. Значи, едноставно не може жена, деца, ваму, таму, набави, сметки, ова милион, значи, обврски. Ајде да речеме, ти се случило ли? Доаѓам Например, пред представа, да кажеме, сат и пол, два, и таму знам да си влезам, да си направам тој ментално. Затоа што си професионалец, зашто на мене Љупчо не ни успева. Ти успева кај дома пред жена ти да одглумиш дека си завршил врска, не си завршил. Ја и Љупчо се бидуваме, не ни оди. Па види, зависи каква обврска, така. Многу строга критика, многу строга публика е Ако тоа. жена ти рекла и испери судови, а ти викаш исправа, она ги гледа дека не се, како Или фрли ѓубре. Еве сама знаеш што е туку убавината. Ние лошо глумиме за тоа што нашите сопруги немаат палица дома. Ако имаш палица и ако знаеш дека нели те чека палица у глава, ако не си ја завршил обврската, тогаш верувај многу подобро ќе Современите жени имаат современи методи што се уште вака по... А например, али- еве уште ова ме интересира. Имаш да речеме еден ден представа и денот ти се случува нешто лошо, праварно, не ти е добро и така натаму. Успеваш да се исклучиш вечерта од сите дневни проблеми, трауми, така натаму и да... Мораш. А ако не успееш, Како да ти кажам, ако не успеш, не си успел, ама поентата е дека таму дошле така 500, 600, 700, 800 Карта луѓе успеале да најдат слободно време. Сите знаеме како е у денешно време ти да најдеш малце време да отидеш. Значи, си купиле карта, дошле, се мучеле, паркирале ауто, правеле ова, имаат седнале очекување, така таму и sad ти не можеш да ја кажеш, извините, дечки, мене денес лошо ми е малце, па ќе ви дам малце помалку. Не, мора да даеш максимум од себе. Едноставно, сите тие енергии мора да ги сплотиш и да пројде тоа што го презентираш на сцена. Александар Микич, ти благодарам. Прекрасно интервју утро, се надевам дека успеавме максимум да извлечеме вака за нас Сабајле, особено Вајда, на ден пред Не представа. бе скроз расоне, така на нерасонето ме фативте. На нерасонето те фативме. Прегледај после што Да. си кажал. А може Или болje не прегледај. Ќе ти кажам. Сите вие почитувани слушатели кои сакате отпосле да проверите што се кажал, на нашиот YouTube канал Радио Лидер може да ги гледате сите наши емисии и оние кои ги прават. гледаат или да ги слушаат? Да ги гледаат, ние имаме камери. О, што збориш? Дури сега виде дека имаме камери. Еве ги пред тебе. Може да ги гледате на YouTube сите наши емисии и не заборавајте да ставите subscribe на нашиот YouTube канал и имате таму можности за донација. Ако пуштете некој денарче, барем кафе, во да не го плаќаме ја и Ивица на Види, Сабајле. а од вечерва во наредните 3 месеци Микич е инспектор Стамен. Добро. Тоа да го најавиме. Инспектор Стамен ќе може да го гледате од 5 март, тоа е што ден паѓа 5 март, Ивица? Недела. Од недела на телевизија Алфа, еден долго најавуван проект, па уште ако не разочара сите, тешко нив. Еве, толку многу помогнав на сите, не смеат да не разочарат. Се надевам, нема, се толку надевам. зурли и тапа не извадив Се надевам, нема, не сум гледал Финален производ? Да, ништо, бев на 2-3 репличиња, технички не беа добро, на синхронизација, ама од она што успеав да видам, тоа фино изгледаше, така да се надевам дека ќе имаме добар продукт. Се надевам дека не направивме толку емисии за джабе. Тоа е се што имам да кажам. Почитувани слушатели, денес е 1 март 2023
2023 година. Јас сум Љупчо Златов, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Мислам дека го гледам тука на неполни 45 сантими од мене. Останете со 107,4, слушајте најпрогресивната музика во градот. Иако поголема слушаност ќе имаме ако пуштиме нешто Кока-кола, Малборо, Сузуки и така натаму, но одбираме да не слушате толку многу, пошто славата не сакаме да не удри во глава. Следете на YouTube, тоа ни е многу важно, затоа што иднината е таму. Исто како што иднината е и на овие, како се викаат, платформи за филмови, каде што на една од нив ќе оди токму и серијата која ја промовиравме ова